Интензивно се работи на реконструкција на спортската сала Младост во Битола. Увид врз градежните активности денеска изврши градоначалникот Владимир Талески, кој истакна дека во моментов се работи на проширување на теренот за играње со кратење на 3 реда од трибините, со цел исполнување на сите услови за играње на меѓународни надпревари. 3 реда од гледалиштето се скратени, проширен е теренот за играње, што значи сега спортската сала Младост ќе ги исполнува сите услови за меѓународни надпревари. Тоа е многу значајно за нас. Ќе се смени потполно паркетот, ќе имаме нов паркет овде, гледалиштето ќе се реновира, ќе имаме набавка на 3600 парчиња седишта, од кои 20% ќе бидат резерва, а другите ќе се постават во гледалиштето. Ќе имаме нов подвижен семафор, тоа е во првата фаза, а во следната фаза ќе имаме и реконструкција на сооблекувалните. Што се однесува до долгогодишниот проблем за грејење на спортската сала Младост во Битола. Од локалната самоуправа информираа дека веќе е набавен котел на биомаса кој со реконструкцијата на салата ќе се стави во функција, со што ќе се надмине проблемот со грејењето. Котелот е веќе поставен, тој работи на пелети и поставена е мини пелет линија во комуналец, која што ми се чини дека произведе околу 70 килограми на час од биомасата пелети. Значи таму вредноста на едниот дел е околу 67.000, значи самиот котел околу 67.000 евра, околу 23.000 е мини пелет линијата, а до 135.000 се сите активности околу проектот, што значи меѓугранична соработка, односно ИПА фондовите. Целосната реконструкција на спортската сала Младост во Битола, ако се одвива според планираното, треба да заврши до средината на месец март. Оваа сала беше изградена во 80-тите години од минатиот век и досега врз неа не беше спроведен поголем реконструктивен зафат. Инаку битолчани ја сметаат за ракометен храм, зашто во неа Пелистер ги има доживеано најголемите ракометни успеси, а едни од најпознатите македонски ракометари токму тука го научија да го играат овој спорт.